На времето жените носеа сукњи, макси, мини, секакви. Денеска ќе се согласите. Тоа е права реткост, за што говорат и кадрите кои ги гледате. Дамите се во пантолани, фармерки, хеланки. Еве и зошто. Зашто поубаво им е. Многу е попрактично. Практично, убаво, така. Потопло. Потопло, посекси. Така. Ми намигнувате, а? Браво. А зашто да не? Прифатено, еве јас ви намигнувам. Убав човек, убава Ви жена. благодарам, исто така, Така. да. Па тоа е ствар на избор. Некои носат и сукњи. Вие носите ли сукњи? Носам, На ама свадба. не. Па не идеме секој ден на свадба. Ева денеска сте во панталони. Па на пазар идам, затоа. Дали во животот сте носеле сукња? Па, кога сум била млада, па после не. Зошто? Па на работа бев сестра, све со панталони и така. Поудобно се чувствувам. Ретко многу. Зошто така? Многу имам тромбози, ги кријам носа. Каде живеете ви? Ја у Љубин живеем. Во Љубин жените носат сукњи или носат панталони? Па сега и носат и панталони. Така веќе, а? Да. Вие сте првата дама денеска што е во сукња. Честитки. Фала. Еве можеме да видиме. Значи, редовно сте во сукња? Редом. Никош панталони не сум облекла. Во тие 60 минути додека снимавме, имаше само уште една жена во сукња. Сите останати во панталони. Добро, сега малку ќе се шегачиме. Дали жените и мажите се рамноправни? Да. Во секој поглед. Ако маж сави сукња, Добро. ќе го прогласат за лудак. Не, ќе оди у Финска, Шкотска таму. Да. А овдека не може. Па не дека не може, може, зашто да не. Затоа што ќе го соберат во Бардовци. Па и во Бардовци има луѓе. Во тој поглед не е. Нели? Јас ако ставам сукња ќе ме прогласат за будал. Не. Ненормален. Ка се насмеат, нема зошто. Има мажи што носат сукни. Сте виделе таков? Сум видела во Прилеп. И му се изнасмеавте. Мислам дека денес жените имат поголема власт од мажите. Барем кај оние, како да кажам, по еманципираните. Жените може да носат и сукњи и панталони, така ли? Да, Ние мажите сукња не може да носиме. можеме. Само ќе те направат не токму. Дали мажите и жените се рамноправни? Па ја мислам дека се. Еве, вие како жена може да носите и сукња, може да носите и панталони. Да. Ама Јас како- мажите не можат. Не можат. Сукња. Значи не се равноправни. Не е равноправно, не. Одиме со сериозна тема. Второ прашање за рамноправноста. Жените одат во пензија со 62, така? Така. А може и со 64. Може. А мажите мора со 64, не може со 62. Затоа што се жени, затоа што се понежен пол, поубави. Ама имате право на избор, ние немаме право на избор. Значи не сме равноправни. Не е така. Жените раѓаат, а мажите не раѓаат. Тука, што ќе кажеш? Па тоа влегува во стажот кога жената напородила. Без разлика. Значи жена е жена. Па изборете се за равноправност. Што да ви кажам друго? Убаво ми го полеснавте. Па така, жените се избориле за помал стаж, стари, помалку години старост. А мажите нека се изборат. Морате, жените раѓаат деца, ги гледаат децата, се работат дома. И затоа помлади да одат пензија. Добро, ама и ние треба да имаме право на избори, ние сме луѓе. Па имате ете 67 одете. 64. Немојте 67, ама. Не, 64. Јас ако сакам да идам во пензија со 62 години, нема да ми дадат. Нема да ви дадат, Тоа ли е рамноправност? ама ако имате доволно пензијски стаж за пензија, 2 години нема да примате пензија, после ќе ви ја дадат. Да, ама без Мислам пари, дека е така. Не без пари. од воздух ли ќе живеем? Па од жената, од децата, од... Така. Нема равноправност. Па ние сме гревчиња. Гревчиња сте. Гревчиња сте. Ја би дал за жените повише право да имат, да одат порано у пензија него мажите. Зошто? Пошто жените имат повеќе работи, домашни работи, такви.
Поистрошени се. Поистрошени, не се поистрошени, меѓутоа женат се знае, раѓа, ова, тоа, има повише работи. За рамноправноста толку. Бидејќи е викенд, спонтано си дојде прашањето. Обично што правите во сабота и недела? Убаво, еве вака, со шетање, со кафе, со пријателки. Се оди некаде посебно Се за време оди, на се викенд? оди. Каде обично? Па обично, каде? Низ Македонија. На кај Охрид. Да немате стан во Охрид. Не, изнајмуваме. Колку е сега соба во Охрид? Сега овој викенд не сме биле, инаку беше 900, зависи кај ќе ба, најдеш. Соба или кревет? Соба, апартманче. Па не е скапо. Да, па не од човек. А значи по кревет 900 денари од човек. Да. Па и не е баш ефтино. По крезеро, ама. Ми доваѓат, имам две ќерки, внуците, и кај мене се на гости и со нив го поминувам времето. Седам дома, не одам никаде, не можам да одам, не ми се гледа од очи. серии? Ќе пиеш, ќе гледаш турски серии. За викенд возам точак. Обично секој ден возам точак и тоа. По колку километри? Одев на планина. Обично на која секој планина? Викенд, на Скопска Црна Гора. Искашам на кајматка, пошто сум дел на тоа живеалиште. Шетате. Да, шетаме. Јас сум од село Семениште роден, меѓутоа со матка сме граничиме. И тоа. Кога ќе дојде летно време, се бањате во треска? Да, жената ми е грчец и она знае подобро од мене да се бања. Значи се бањате со сопругата? Да. Во треска? Да, На матка? да. Обично за викенд што правите? Сабота одам да пазарам, за во недела да не одам, во недела готвам. Тоа ми беше професија. Јас сум интендант, подполковник во пензија. Куварот, готвачот, кувар се вика тој, што готвеа во ЈНА, ми е ставно на масата и ќе си прочитам, ќе направам и мислам дека добро готвам. Ќе дојдеме некојаш да провериме. Дојдите. Би ми било многу мило да Едно војничко графче. Што сакате по порачка, ама ќе ви оставам број на телефон, ќе ми се најавите еден ден порано и ќе ми кажете што сакате да јадите. Војничко графче. Што ќе сакате, тоа ќе ви направам. И за крај нашето последно прашање. Без што не можете да го живеете животов? Не би можела без љубовта на моите деца. Без вода А пиете многу вода. пием. Без што не можете во животот? Без здравие. Друго се. Ако нема за месо, ќе има посно јадење, ќе си направам и ќе јадам. Сега ќе си наберам коприва, ова, онај. Тука имам место, малце си насадим. Коприва и ќе си јадам зеле. Без љубов не се може. Така е. Љубов од децата, љубов од други луѓе и така. Следуваат две интересни поенти. Надвор од темиве што ги финиширавме. Младите да се запосла, не одам овде ефтино ми малце плата, онде. Ама влези на работа, сега малце, ќе ти подкрена потока плата. Ние во времето не биравме само да влеземе на работа. Не им се работи. Не му се работи, во кафана му се седи. Да седат. Да. Полни кафаните, а немам работа. Чекај од мајка, од татко, од баба. Сега сум у пензија, од 3 јануар наваму сум пензионер. И како е да се биде тазе пензионер? Млад, убав? Со ова пензија, мала е пензијата. Колку е? 20.500 денара, така нешто. Што работевте што ви е толку ниска пензија? Ја сум работел машинобравар во каменоломот у Гранит Бразда. 25 години. Тешка работа. Да, сум бил со средно образование, меѓутоа фирмата не преварил, не остал од најниската. Значи фактички он ви плакел придонеси на најниска плата. Најниската. И сега и најниската пензија. Фала на муабетиве. Бевте фантастични.